Епизода 6. Ке зборуваме како функционира временскиот интервал, односно time frame correlation, големата слика на маркетот и малата слика на маркетот. Pro тренд, counter тренд и видливи принтови што ги остава маркетот, како engulfing, evening star, morning star и така натаму. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Спомнавме дека имаме тим А и тим Б. Значи ова е големата слика. Тим А и тим Б. Кој го води трендот, тој што е посилен. Значи замислете ги тим А и тим Б дека имаат вечна борба. Така ќе изаим. И сега борбава трај една година. Во една година имаме 12 месеци. 48 недели, 365 дена и ни треба уште сати. Значи тим А и тим Б имаат борба од една година или 12 месеци, 48 недели, 365 денови или 8760 часа. Сега. Ти имат една задача. Че да едниот тим да биде победник, односно посилен од другиот. Значи, колку поголема слика, толку поверодостојно дека едниот тим е посилен. Што значи тоа? Ова иначе одиме да го проучуваме трендот. Значи, ако трендот го гледаме на неделно ниво, значи дека трендот или тимот А на неделно ниво е посилен. Тоа значи дека многу поголема шанса има тим А да излезе победник на годишно ниво. Зошто? Оти на месечно и на неделно ниво тим А е посилен. Ние треба да имаме главната слика во главата дека тим А на месечно ниво посилен и на неделно ниво посилен. Ова информација нас ни дава дополнителна назнака дека големи се шансите на годишно ниво да биде победник. Сега. И на месечно ниво, и на неделно, и на дневно, една е задачата. Да е турка цената да биде посилна. Односно трендот. Не е битно како што слегуваме надолу, значи не е битно дали во моментот на првата недела тим А или тим Б победува, или во моментот на првиот ден, туку битно е поголемиот временски интервал да го земиме како потврда. А секој помал го земаме како екстра дополнителна конфирмација или потврда дека тим А победува. Или одиме на чарт. Значи сакам да ве доближам на некаков поедноставен начин. Значи да, таймфреймот е фрактален. Не едно исто што се повторува. Значи тим А и на една година сака да победи, и на 12 месеци сака да победи, и на 48 недели сака да победи, и на 365 денови, и на сати. И тој се прави за да победи. Значи главна цел е да победи на поголем временски интервал. А не по секоја цена треба на сите да победува. Тој може, например, во првите 3 месеци да губи. Сега ти давам пример. Може во првите 3 недели да губи. Но главната цел е во годината да победи. Што значи тоа?
За нас главен фактор за следење на тренд, односно главен таймфрейм, ќе ни биде weekly. Значи weekly на неделно ниво. Daily ќе ни биде како припомош на weekly. Значи weekly, daily се, значи неделен и дневен се блиску. Значи месечен и дневен не се блиску, неделен и дневен се блиску. Значи наша задача е трендот да го бараме на неделен и на дневен. Зошто? Колку поголем временски интервал, толку поголема шанса за на крајот на годината трендот да биде точен според овие два помали таймфрейми. Значи, поголем таймфрейм, поголема шанса за поточен тренд. Како што слегуваме фрактално? Значи, фрактално, ако weekly сме uptrend, daily може да бидеме uptrend, ама може да бидеме и counter тренд. Зошто? Оти има момент кога тимофа слабеј, на помал интервал. Што значи тоа? Не му е денот. Значи, нема доволно луѓе за да тргаат со јажето. Има помал притисок. Значи, главна водилка е weekly. Се останато треба да бараме причина на помал таймфрейм за да ни се потврди дека е weekly во право. Ме разбираш? Значи на weekly одредуваме ние тренд, исто и на daily одредуваме тренд и на 4 сати одредуваме тренд. Ама еден е водилка. Weekly. Ако weekly ни кажува дека тима е победник, ние ќе чекаме на daily потврда и на 4 сати потврда. За потврда, за entry сигнали и сите тие работи ќе проучуваме подлабоко. Се сакам да ве доближам до таймфреймиве. Многу луѓе прават грешки кога се следи трендо. Имаме два називи за тренд. Pro тренд, кога сме правилен тренд, односно кога сме uptrend, е pro тренд. Значи професионален тренд следиме. И counter тренд. Што значи тоа? Кога сме контра од трендот. Или она што спомнавме, импулс, корекција. Импулсот е трендот, а корекцијата е counter трендот. Е сега, многу луѓе влегуваат во замка, како што слегуваат на помал таймфрейм, имаат различни трендови. Не држање на фокусот дека поголемиот таймфрейм ни ја дава на знаката. Значи, што значи тоа? Ако сум јас, само да отргнам ова нацртаново погоре, за да нема многу. Ако тимов ми победува мене на неделно ниво, ајде да видиме што се случува на неделно ниво. Хај. Значи овде сме uptrend. Зошто? Ова е последен хај. Значи нема со тело, може да се види дека нема тело затворено над овој хај. Значи сето е викови. Ова е последен low. Ова што значи? Дека мене тимов на неделно ниво ми победува. Ако ми победува на неделно ниво, големи се шансите да победи и на годишно ниво. Зато јас останувам со тимот А на неделно ниво. Ако одам на дневно ниво, земаме тренд на дневно ниво. Еве одавде ќе го земиме. Пак ќе повторам трендот, ќе кажам колку уназад треба да се следи, на кој интервал колку уназад. Овде сме uptrend, па што имаме брейк. Е сега, овде постанува downtrend. И овде постанува downtrend. Што имаме заклучок? Weekly, uptrend, daily, downtrend. Зошто е daily downtrend? Ова е последен low
навикли, ова е последен хај. Така? Ако имаме импулс, што е следно? Корекција. Корекцијата пресликана на помал таймфрейм е промена на тренд. На помал таймфрейм. А на водилкава наша, односно на викли таймфрейм, ни е корекција. Зато не треба да не буни ако на помал таймфрейм имаме промена на тренд. Се држиме до големиот таймфрейм. Оти корекцијата како што се случува на 4 часа, како што се случува на 1 час, на дейли, се случува и на викли, се случува и на мантли. Наша задача е да се држиме со трендот. Значи, наша задача е да фаќаме тренд трейдови. И можеш да заприметиш и на месечно ниво сме мислам аптренд. Дали можеш да заприметиш на дейли колку побрзо оди ценава нагоре отколку надолу. Зошто ти сме? Оти дейли го следи викли. Значи дейли следи од викли тренд. И секојаш поимпулсивен и поиќе силач има нагоре. Дали гледаш колку се кратки овие корекции. Гледаш колку е кратка корекцијава. Пак имаме тренд нагоре. Пак кратка корекција, пак тренд. Таа кратка корекција на дейли некојаш е промена на тренд на дейли. Главната слика за тима мене ми е колку повеќе време, колку поголем интервал. Мене тима ми победува. Значи по никоја цена јас не би дошол до сумља ако мене ми е дейли даунтренд, односно ако тимов мене ми губи еден ден, а уназад 4 недели победувал. Дали тебе еден ден или повеќе денови, небитно. Вака, пример, имаме 10 денови на тим Амка што 10 недели тим А победува. Имаме 5 денови каде што тим А губи. А ние гледаме крај на цел ден на година. Дали тие 5 денови бите ставиле во конфузија дека тим А може да изгуби? Не, зошто? Оти ќе земиме тим А повреден играч. Полна на енергија, значи реконструкција на мускули, на сите тие работи. Значи мора природа, значи таква е природата. Импулс корекција, значи мора ако има нешто што турка нагоре, да има нешто што турка надолу, односно да се прави таа корекција. Значи не по секоја цена имаме права рамна линија. Значи не можеме по секоја цена да имаме рамна линија. Мора фракталот на природата да има импулс корекција. Значи ова корекција на викли таймфрейм не гледаме вака, долг вик. Значи само долг вик, а на дейли ја гледаме промена на тренд. Чак и во овие помали овде во ова помалава структура, следено структурно така, овде имаме промена на тренд. Да, неоспорно е. Ама на викли, што кажав, може да го таргетираме овој вик, зошто ти има ликвидити. И сега таа корекција на викли може да изгледа само една свеќа вака, а на дейли ќе изгледат повеќе свеќи. Ама не значи дека главниот тренд ни е надолу. Ова е фрактал. Значи, ако викли е вака, дейли вака оди. Значи, помал таймфрейм кај што има други точки и интереси што треба да ги исполни за да се потврди поголемиот таймфрейм. На 4 сати е вака. Значи, како што слегуваме на помал таймфрейм, така имаме поголеми корекции, не, поиќе свејки, и можеме полесно да се збуниме. Затоа ако се сеќаваш, на сам старт реков помал таймфрейм, поголеми манипулации. Фрактало на маркетот е тој. Значи, секој помал таймфрейм прави приказна за поголемиот. Да дадеме пример. Ајо, надела ќе ја земам минатата.
Значи именатава недела ја земаме. Понеделник е тука, петок е тука. Значи, пази, една свеќа на неделно ниво. 1, 2, 3, 4, 5 свејки на дневно. Значи во една недела, нели, од понеделник до 5, да. До петок работи 5 работни денови. Еве како изгледа на дневно ниво. На 4 сати. Значи гледаш, на 4 сати имаме промена на тренд. Ама не значи дека сме навикли промена. Навикли сме еден обичен engulfing candle, кај што одреагира, коригира во ситуација пошто сме uptrend, навикли во дискаунт. Значи, 4 сати промена на тренд. Океј. Ако гледаме uptrend, че чекаме на 4 сати нов брейк за да продолжиме. Значи ова е следен час, но сакам да ве доближам дека колку слегуваме на помал таймфрейм, толку повеќе галама имаме во чартов на price actionов, ама наш главен фокус е да се држиме до поголемиот таймфрейм. Одиме на 1 сат. Што е повеќе галама? Е сега. Ова фрактално движење, најлесно што може да го објаснам или да го разберете, секој интервал, временски интервал, има точка А, точка Б. Значи секој временски интервал има точка А и точка Б. Што значи тоа? На еден час точка Б, точка Б, точка Б, точка Б, така натаму. Секој временски интервал има различни точки во одредено време, ама целта е иста. Приказов е различен, а целта е иста. Зошто е различен? Оти има моменти замена на играч, моменти на слабење, моменти на повреда. Значи ова ви компарирам со тие што се трга, нели, со јажето. Значи мора да разбериме дека ние целиме долгорочно и целиме кон големата слика. Сите овие дистракции, сите овие, мислам, не се дистракции. Ние еден час ќе го користиме после за entry сигнал. Ама сакам да ве доловам дека секој интервал си има посебна зададена задача. Зошто? Оти според алгоритам, според некои таму други играчи. Значи, нив му е битно во време траење од 3 часа да биде тим Б победник. Зошто ти така му се може? А нас ни е битно во време траење од година дена да знаеме дека тим А е победник. И ако знаеме дека тим А е победник, ќе знаеме дека на помал таймфрейм треба да одреди, односно да направи некоја зададена задача и да ја направи таа корекција што ни треба за трендот да продолжи нагоре. Дали се разбира? Дали е разбирливо нешто за тебе и се надевам дека и вие ќе разберете. Значи фрактално повторување е едно исто повторување што се случува повеќе пати. Е сега, главна цела за таймфреймот е да знаеме големата слика и како што слегуваме на помали интервали, односно помали слики, да бараме дополнителна причина да ни се потврди големава слика. Што значи тоа? Сме овде uptrend, треба корекција. Јас чекам корекцијава да дојде, например, до степен на дискаунт, на ефтино, и од тој помал таймфрейм да почне ценава да има брейк на структура, па да entry сигнал, па овде нова корекција се случила, па поголемиот таймфрейм ми дал назнака дека сака горе, па дошол на некој си дневен таймфрейм, односно дневен интервал, па чеки овде застанува, па пак имаме промена, па зошто промена, ти треба на дневен интервал да направиме, да купуваме на ефтино. Па оп, и како шо оди нагоре, мене ми се потврдува дека виклие во корекција, малите таймфрейми се во даунтренд, односно ја прават таа корекција, зошто се даунтренд, оти се е помал интервал, и после од самиот тој помал таймфрейм
ми дава назнака дека ценава се враќа во протренд, односно треба да чекори таму кај што не носи големата слика. Дали се разбираме? Во овој помал таймфрейм, ова помала слика, има liquidity, како што кажав, сесиско liquidity, има на еден час swing high, swing low, има break, има retest. Кога ќе ги собери помалите пари на помалиот таймфрейм, во таа корекција, во оваа корекција има многу луѓе што мислат дека е промена на тренд. Не ја гледат големата слика, ја гледат малата. Со тоа е промена на тренд, овде има селери, има се и се што во овој помал таймфрейм се случува. Главна задача е да намамат, да соберат ликвидити и да те збуна мене, да те збунат тебе и сите останати. За тек после да се акумулира средства на помал таймфрейм и да се продолжи нагоре. Зато, другари, не се бунете, значи, ние ќе имаме анализа од најголем, односно од weekly таймфрейм па надолу, значи од најголемо до најмало. Водилка ќе ни биде големиот таймфрейм. Малиот таймфрейм бараме екстра потврда дека е во право големиот таймфрейм. Нека не ве буни корекцијата на weekly да барате промена на тренд. Daily е downtrend. Сосем окей. Ако е daily downtrend, ние ќе чекаме 4 сати да стане uptrend, за да ни дај назнака дека daily цели кон uptrend. Ако 4 сати е downtrend, ние ќе скокнеме на помал таймфрейм на 1 час, да чекаме да ни дај назнака дека 4 сати сака да стане downtrend, uptrend, се извинувам. И така, ако имаме голем таймфрейм, слегуваме на помал и бараме причина дека помалиот ќе почне да следи по големиот. На daily бараме причина на 4 сати зошто daily треба да стане uptrend. Овде имаме, гледаш, имаме displacement, значи овде собирање на liquidity, не е собрано овде од погоре, значи собирање на liquidity и напуштање брзо на ценава. Зошто? Треба да оди нагоре. Зошто нагоре ти daily почнува да формира buy модел. Weekly сме uptrend, значи се случила таа корекцијата, слегуваме на daily собира некаков liquidity точка А, точка Б, имаме displacement candle, продолжуваме нагоре. 4 сати гледаме собирање на liquidity, онма, значи имаме swing low остаено, промена на насока, овде чекаме брейк со тело, се случила брейк со тело, 4 сати ни uptrend. Така, онма очекуваме дека и дневниот интервал ќе оди нагоре, зашто ти помалио ни дава назнака дека 4 сати има промена на тренд. Ако одиме на помал таймфрейм, 1 час, моментално е тука, нели? На 1 час хай ни е горе, лоу ни е долу. Ако овде имаме брейк на 1 час, тоа значи промена на тренд. На 4 сати што значи? На 4 сати значи корекција. Значи нека не бунат помалите таймфрейми, пошто големата слика е во поголемиот таймфрейм. Помалите таймфрейми ги користиме како слабост на екипава, како манипулација, ако е промена на тренд, односно таа корекција. Значи мора маркетот да коригира, не може рамна линија да има. Таа корекција, некој скока дека е промена на тренд, некој скока не знам што, ние ќе сватиме како корекција, слабост на тима и дека треба да се врати да направи баланс. Сегде мора да има баланс. Не може само нагоре доди, мора да има баланс. Ќе вежбаме уште повеќе за таймфреймот и ова е, мислам дека е еден од потешките делови што се однесува на техничката анализа, оти секогаш се губи приказната, ако големиот таймфрейм е uptrend, помалиот downtrend, сега што правиме. Че ние секогаш се држиме до поголемата слика. Помалата слика, што и да прави, ние бараме, значи, таја да започне повторно да се враќа во uptrend, па после да ни се потврди како е помала слика, одиме на поголема и да ни се потврдат повеќе причини. Тоа е time frame correlation, се вика на англиски, или корелација на временски интервал. Протренд е импулсот, countertrend е корекцијата. Наша задача е протренд. Има трейдери, сум трейдали as countertrend, ама трейдаш
против нешто што е многу посилно. Значи, еве корекција, до овде може да продолжи. Зошто? Значи, баерите во оваа ситуација се многу посилни. Овде само вршиме корекција. Зошто корекција? Да купиме на поевтино и да продолжиме тој импулс нагоре. Значи, наша задача е про-тренд. Counter-тренд, да, че имаме трейдови, че имаме позиции, но секојаш да се држиме до трендот. Како патерн или принтови ги спомнавме swing high, swing low. Има и многу други популарни главни принтови што ќе ги користиме во иднина. Еден од главните патерни е head and shoulders или рамо, глава, рамо. Лево рамо, глава, десно рамо. Овие патерни повеќето ќе ги користиме за потенцијална промена на трендот. Значи, бараме точка каде што, односно бараме назнака каде што трендот завршува и има потенцијал за да се промени трендот. Како? Значи, лево рамо, глава, десно рамо. Што прави овде? Значи, овде полека ни дава назнака дека баериве завршуваат и дека се активираат селери. Значи, еден од познатите патерни, ова се вика reversal патерн. Нешто што се враќа, односно променува насока. Head and shoulders. Лево рамо, глава, десно рамо. Ова е познат патерн, каде што ќе го користиме дека трендот завршува и почнува нов тренд. Видливо, односно илустраторски изгледа вака. Правило што треба да се знае. Head and shoulder започнува од точка А и треба да заврши до точка Б. Значи, ова сето е попатно. Дали гледаш овде, одавде, значи, го земаме последниот лоу од кај што започнува патернов. Последниот лоу започнува овде. Зошто? Ти овде формирано првото рамо. Значи, head and shoulder ние треба да го гледаме од кој ќе се формира скроз, не во почетна фаза. Значи, сега е формиран. Зошто е формиран? Оти овде е ликвидиран овој лоу од кај што започнал. Ако е ликвидиран овој лоу, то значи дека ни е видлив патерн за сел. Зошто? Оти одавде почнува, крира лево рамо, крира глава, крира десно рамо, овде акумулира и овде веќе тек имаме брейк под овој лоу. То значи дека патерно е формиран и е брейкнат и дека повеќе нема да оди нагоре цената, односно аптренд завршува, имаме даунтренд и имаме можност за позиционирање на ова се вика неклайн. Позиционирање на неклайн. И сега што е следно? Следно е да се врати во тој неклайн, да ни дај на помал таймфрейм конфирмација, потврда и да одиме сел. Ќе ви давам прост пример, после уште повеќе ќе го објаснуваме, туку сега да ве доближам. Значи, дали гледаш лево рамо, глава, десно рамо, брейк на неклайн и сега сме ритест. И се следно што треба да види? Овде следно треба да имаме потенцијален сел. Значи, ова е еден од познатите патерни што треба да го знаеме за reversal и за entry сигнал. Значи, не само за промена на трендот, туку и за entry сигнал. Истото и обратно е. Значи, имаме и за се ова што зборувам за аптренд, имаме и за даунтренд. Значи, лево рамо, глава, десно, брейк на тој неклайн, чекаме ритест, да продолжиме за бај. Значи, патерно, освен за reversal, патерно ни служи за entry позиција. Подлабоко ќе објасниме повеќе. Значи, не е само swing high, swing low, има и повеќе патерни, кај што во тој swing high и swing low ни дава некаква назнака екстра дека уствари тука е стварно промената на позицијата. Се извинувам на цената. Е сега. Овде имам слика од милион патерни. Значи, за нас ќе имаме 3 до 4 патерни што ни се битни. Хамер. Значи, ова сето подетално ќе објасниме појасно. Хамер патерн, bullish engulfing патерн,
bearish engulfing pattern, shooting star pattern, morning star pattern и evening star pattern. Head and shoulders го кажав. И bearish harami и bullish harami. И evening doji star. Значи, не ги гледајте сите, туку овие што ги кажав. Подетално ќе ги опфатиме сите. Ќе започнеме со head and shoulder го објаснав. Ќе започнеме со hammer паттерн. Односно, што значи hammer? Дали ја гледаш овој вик, односно ова тело, премало тело и голем вик. Илустраторски вака изгледа. Мало тело, голем вик. Што кажавме дека вико е манипулација. Така? Ако сме имале ние даунтренд и сме стасале до овој вик и имаме повторно нова свеќа што испалува нагоре. А средната свеќа, ова е навидум е swing low. Така? Нели? Е тој swing low. Ако ова свеќа ни е хамер, овде има многу голема назнака дека од една страна изманипулирани се селерите на помал таймфрейм, а за нас значи овој вик значи дека реакција и дека поиќе цената не ја интересира доди надолу, зашто имаме повлекување на цената, имаме друг кендл што оди нагоре. Значи, овој вик нас ни дава за назнака дека имаме реакција. Или собирање на ликвид. За нас, значи, кога гледаме паттерн, гледаме реакција. Зошто? Собран ликвидити, сите тие работи, ценава тргнува нагоре. Значи, освен swing low, ова не е и hammer паттерн. Значи, промена на тренд или потенцијален реврзал. Илустраторски вака, а има и други правила што треба овој паттерн да ни се случи во зона на интерес, па на помал таймфрейм имаме други работи, како што учиме, ќе ги проучуваме. Сега, битно е да знаеме head and shoulders, да знаеме hammer, значи hammer свеќа што има голем вик и мало тело. Некогаш, ова е swing low, да, во ситуацијава, некогаш овде ќе имаме вака свејки, не е толку голем фокусот на овие лево и десно свејки, колку што е голем фокусот на среднава свеќа, зошто? Од имала најниска точка и се повлекла, имала мало тело. Значи ова е reversal паттерн. Да напоменам дека имаме бесплатна книга што можете да симните на нашиот вебсайт tradinglab.mk. Исто во објаснето и преведено на македонски, значи сите патерни што се потребни ги има и во книгата. Значи има и многу повеќе, ама нас што ни се потребни, ќе го фатиме овде, имате како дополнително во книгата. Bullish engulfing паттерн. Bullish engulfing паттерн е ова мала свеќа и ова голема. Значи последниве две. Овде и лево и десно има свеќа, главна ни е една, значи гледајте само ова. Една свеќа. Лево и десно не гледајте. Пример илустраторски на хамер. Сега ќе најдиме, додам на помал таймфрейм за еве хамер. Значи дошла овде ценава, се повлекла, има ритест, значи ова е друго, сакам да кажем, има ритест и продолжува нагоре. Зошто ти дошла до најниска точка овде? Толку. Од ова најниска точка продолжува нагоре цената. Ова не го гледајте десно. Битно е дека имаме реакција, најниска точка и продолжува нагоре. Ова се смета исто како хамер, односно реакција. Еве друг хамер овде. Не го гледајте ова лево, ова ќе зајмиме на средина. Значи, хамер реакција, тргнала нагоре, се вратила. Некош е вакво телото, некош е помало. Гледаш, значи хамер или пимбар, исто е. Ќе го фатиме тоа. Овде хамер или пимбар, значи телово го гледаме, кратко, голем вик и што прави ценава? Реврзал, свртува. Овде е реврзал, овде имаме и екстра swing high. Се гледаш како бараме ние дополнителни причини за промена на трендот, промена на цената и сите тие работи. Значи не по секоја цена само треба биде swing high, туку гледаме нешто друго. Друг пример, овде има повеќе свејки со викови, има реврзал. Еве, одличен хамер.
Че дошла ценава, реакција sell. Дошла еве тинов хамер, дошла ценава, реакција sell. Сега. Engulfing candle. Bullish engulfing, bearish engulfing. Важни се последните две свејки. Што значи то? Вторава свеќа, значи 1. Вторава свеќа секогаш треба да ја голта првава. Како да ја голта, да се затвора понезе. Во ситуацијава. Дали гледаш овде фактички ова ќе биде bullish, еве нека биде engulfing. Bullish engulfing значи кога ценава слегува надолу, имаме назнака дека ценава сака да оди нагоре. Тоа е разликата. И сега, bullish engulfing собира и од оздола и од озгора. Значи, телово на вторава свејка е поголемо од првото. Фактички кога да е голта. Нешто поголемо што го голта нешто помало. Ова е bullish engulfing. Виковите не интересираат. Што значи bullish engulfing? Место каде што цената прави промена на тренд или ни дава некаков сигнал дека сака да оди нагоре или надолу. Во ситуацијава ценава слегувала надолу, ова ни е прв сигнал дека сака цената да оди нагоре. Зошто? Имаме bullish engulfing и се наоѓаме на пример на најниското ниво. Не секогаш ќе биде на најниско ниво, нештово, во ситуацијава кога имаме bullish engulfing, но наш главен фактор битен е да знаеме дека вторава свеќа ја голта првата. Значи дошла до овој степен, не интересира ценава поиќе овој степен. Нагло онма бум се отвара и се затвора ја голта првава. Тоа значи дека окей, овде ми е завршена работава. Продолжувам нагоре. Истово се случува и со bearish engulfing. Што значи bearish? Кога се активира надолу доди. Истово е. Прва свеќа, втора ја голта надолу. Зошто? Ценава била uptrend, bullish. Прва назнака дека сака да стане bearish, затоа се вика bearish engulfing. Значи назнака, освен swing high, swing low, имаме екстра други патерн, принтови, што ни се принтат и не кажуваат дека цената сака да иде надолу. Односно, променува на тренд, прави реврзал. Пак ќе кажам, како сакате вие, сватете си го во лата, логиката е таја. Првата свеќа мало тело, вторава или е наврво или во price section, значи може и овде да се случи да имаме engulfing. Затоа ни се потребни екстра други информации, ќе ги проучуваме понатаму. Битно е да знаеме, кога имаме bullish engulfing, ни дава назнака дека ценава сака да го промени трендо или да продолжи во насоката каде што се затворила цената. Дали запримети овде друг детал ме интересира во овие патерни, во bullish и bearish engulfing. Главен фактор е телово и затворање на телово, она што правиме. Значи нигде не спомнавме вик. Нигде не вик не спомнавме, туку тело. Цело време тело спомнуваме. Значи телото ни е главен носител, односно главен показател за цената. Во одредени ситуации, значи price action е друго, market структура е друго, body анатомија на свеќата е трето. Значи bullish engulfing, кога имаме промена и сака bullish нагоре, или чакаме, например, entry сигнал. Еве bullish. Тоа значи дека имаме видлива промена и ценава продолжува нагоре. Bearish, голтајне на цела свеќа од претходно, ценава ретест, продолжува надолу. Се разбираме? Следно што треба е shooting star. Shooting star не е слично како хамер или пимбаро што зборувавме, само опфатени се три свејки. Што значи тоа? Имаме овој пример ќе го користиме shooting star кај што промена за надолу земаме. Имаме тело, со свејки имаме исто тело,
Сега што е разлика овде? Пак е во прашање вик реакција. Чи овде ова се зема со 3 свејки. Зошто? Секогаш, значи 1, 2, 3. Ова свеќа секогаш треба да се затвори под првата. Значи тројката, третата свеќа треба да се затвори под првата. А вторава свеќа секогаш треба да има голем вик. Значи shooting star. Ова shooting star или evening star е исто. Гледаш? Значи голема зелена свеќа, овде веќе не се прикажани виковите, но може и со вик. Ова е исто. Да не го повторуваме. Evening star или shooting star е исто. Што значи то? Дека вторава свеќа со третата свеќа со тело треба да се затвори под првата свеќа. Ме разбираш? Истово е morning star. Имаме morning star или evening star. Morning нешто на сабајле, нели сонцево изгрева нагоре. А evening star после evening star е кај што заидува. Да речем evening star од озгора слегува надолу, а morning од оздола нагоре, значи поврзано со природата. Evening star. Третава свеќа, односно почнеме со ред. Значи имаме една свеќа, 2, 3. Овде е битен факторот на вик, на вторава свеќа е битен факторов на вик, зошто ти бараме потенцијална реакција, манипулација и повлекување на цената. А битен фактор за третава свеќа е да се затвори под првата свеќа. Односно над, во ситуација одиме evening star, нешто што оди нагоре, изгрева. И цената би била, односно ситуацијата би била ваква. Ценава се спуштала надолу, нагло овде, нагло, значи нагло пуш голем вик, се повлекува, манипулира таму што прави, и третава свеќа не се затвора над првата. Ова е назнака reversal pattern, значи нешто што променува трендот, променува насоката, и плюс како entry сигнал што ќе го проучуваме во иднина. Дали до тука ти е јасно? Знам дека е премногу информации, временски интервали. Значи сакам да ве доближам кога временскиот интервал прави промена, не е освен swing high и swing low, туку да гледате повеќе причини. Затоа е така нешто направено кај што одма ви го вклучувам патернов, за кога имаме промена на тренд, повидливо да ги гледате. Да фатиме треба уште Morning Star Hammer, добро, Shooting Star, добро, Bullish Harami. Ствари Morning Doji Star и Evening Doji Star. Овде нема разлика. Исто е. Негде може да немате викче, или да е премало, негде може да наликува на крст, негде може да е хамер. Значи, што е разлика, бе? Да спомниме, хамер и Shooting Star се со преголем вик. Morning Star и Evening Star нема вик или е мал вик реакција. Другото беше Evening Doji или Morning Doji Star. Тоа е како крвче. Сега јас ви го представувам вик реакција. Значи овде ти нема да застанеш да се думеш ова или хамер беше Evening или Doji. Ја гледаш реакцијава во ситуацијава и тоа е тоа. Затоа не сакам многу да нафрлувам дали беше Evening, дали имајте го во предвид. Ако треба да е една свеќа како реакција, една, ако треба 3 како 3. Разбирате? Значи, дали било Evening или Doji, вие гледате реакцијава на ценава. Океј, овде има вртење, има и се во ситуација овде ова свеќа не се затвора под ова. Следнава се затвора. Значи, тоа е друга ситуација, но наликува на Evening Star кај што прави reversal. И стварно прави. Значи, не се поштова сакаш 100% правилото. Ама ние треба да знаеме дека има вик реакција и дека имаме налик на Evening Star. Ме разбираш? Тоа е тоа. Сега. Спомнавме time frame correlation, pro trend и counter trend, спомнавме patterns. Head and shoulder, Morning Star,
Харами патерн што стана? Харами патерн ево е овде пример. Харами патерн се следи со две свеќи. Bearish харами и bullish харами. Што значи то? Bullish харами е кога имаме промена. Значи овде е bearish и се прва назнака дека би имало промена. Првава свеќа секогаш е голема, а вторава свеќа е секогаш е помала, односно се затвора околу средината. Значи може и под средина или околу средината. Што значи то? Ова се света како мајка, ова се смета како дете. Детево, окей, прави промена на мајкава и се затвора под средина или околу средината. Значи мајка нешто големо, се опишува и дете. Ова е, иначе во книгава е така запишано, јас не го измислувам, така е запишано како мајка и дете. Сега, овде правото спротивставување на цената дека сака да промени тренд. Значи детево се спротивставува на мајка, окей, доста е bearish, оде име bullish. Зато е bullish харами патерн. Bearish харами патерн е овде. Контра. Мајка го влечи детево за рака силно. Првата свеќа, втората свеќа, окей, мамо, доста е. Неќам да одиме нагоре, сакам да продолжиме надолу. Ја гледаш дека на харами патерн имаме баш точно тука е овде гледаш се немаме оние правилата за три прсти за свин хај, туку имаме харами патерн. И тој е реверзал патерн, значи окей, доста е до овде, продолжуваме надолу. Овде имаме evening star. Гледаш? Значи не сакаш перфектно че не си спринта нас според правилава, но логиката да не се отвара. Пошто ако е прелесно, секој ќе заработува, нели? Овде може видлива манипулација, може намерно три свеќи да ти се биде така. Па сега ти размисли зошто е таа реакција, зошто engulfing сите тие работи. Добро, спомнавме значи за временски интервал спомнавме за патернс, што ни се битни, значи пак ќе повторам. Симнете книгата, таму се назначени сите патерни. За нас ни се овие 3-4 што ги спомнав во видеово, и тие ќе ни биде како промена на тренд и како за entry сигнал. А подетално ќе фатиме што и како.